Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Она што денеска го слушнавме на представувањето на кандидатите за градоначалници од редовите на ВМРО-ДПМН кажува две работи. Прво, СДСМ е убедлив фаворит, победник на локалните избори. И второ, Мицкоски знае дека ги губи изборите и ова е понуда од немајкаде. Како едва и да нашол кандидати што ќе претрпат пораз, па затоа огромно мнозинство од кандидатите се непознати. Нема ништо ново во понудата на Мицкоски. Не само што не се нови, туку огромен дел од нив се од времето на Груевски, кои или биле кандидати за советници, или имале државни функции на локално и централно ниво. ВМРО-ДПМН, почитувани, се уште нема свој кандидат за градоначалник на град Скопје, додека во општина Центар поддржува кандидатка на мал коалиционен партнер. Тоа покажува само едно. Покажува колку е мала довербата на граѓаните во ВМРО-ДПМН во главниот град. Очигледно е дека ниту самиот Мицкоски не верува во оваа понуда, па затоа денеска побегна од јавноста и објавувањето на кандидатите му го препушти на Александар Николовски, аѓутантот на Груевски. Во многу општини, почитувани, не се кандидирани личности со највисок рейтинг меѓу нивните кандидати, туку се поставени оние со многу помала поддршка од граѓаните. Дали тие не сакаат, или Мицкоски си поставува своји пријатели и послушници за кандидати за градоначалници. Почитувани граѓани, СДСМ е фаворит и победник на локалните избори. Не само затоа што тоа го покажуваат сите релевантни анкети, туку затоа што СДСМ ја има најдобрата кадровска и програмска понуда за секоја општина. Целата јавност знае дека ВМРО-ДПМН нема никаква понуда, дека нивниот наводен концепт Македонија за сите луѓе во реалноста е всушност сите луѓе на Груевски. Затоа на 17 октомври ги очекува нов силен пораз од граѓаните, кои ќе потврдат дека развојот на општините, напредокот на државата е можен единствено со СДСМ, која носи најдобрата понуда за секоја општина, најдобрата понуда за државата. Ви благодарам.